дојде време малку да го поднапуштиме студиово. Ирена, имаме ова утро на линк со, мислам дека ќе биде многу интересен разговор, затоа што поводот е многу интересен. Станува збор за представа наречена Црвенкапа од TikTok. Многу интересно, Ирена, ми звучи ова. Ирена ќе разговара со авторката и режисерката на оваа представа. Добро утро, Ирена. Добро ти утро, Искра. Добро утро, почитувани. Токму така како што кажа и ти, за момент го напуштаме студиото и ве носиме во центарот на Скопје, каде што ќе зборуваме за една навистина интересна представа и многу поучна представа за сите дечиња до 14 години и за нивните родители. Оваа представа ќе се случува во МНТ на 20 октомври, а разговараме, како што кажа и ти, со Изабела Јакимова Пан, која што е авторка на текстот и режисерка на истоимената представа. Изабела, добро утро. Добро ни дојде во утринската програма. Навистина ми е кејф што утринското кафе го пијам во твое друштво и секако во друштво на нашите почитувани гледачи. Она што е повод за гостувањето е ова поучна представа, како што кажав, за дечиња од 9 до 14 години. Ќе се случува во МНТ. Да, представата ќе се случува во МНТ на 22 октомври ќе биде премиерата. Представата е всушност мојата магистарска од Нови Сад. Ја полагам со наши актери, наш текст. Сите се поканети, првата изведба ќе биде во 11 часот. Представата е наменета за деца од 8-9 години па нагоре, препорачлива и за возрастни. Според истражувањата кои ги направивме, доста едукативна и за нив. Темата која обработува е интернет насилство и интернет предатори. Заедно да научиме што се интернет предатори, како треба да се однесуваме во тие интернет простори, кои се ризиците од несовесно користење на истите и како да се заштитиме, всушност. Тоа е сигурно представено на со театар, значи преку игра, достапно за дечињата од оваа возраст, ама е едукативно и за нивните родители, така? Да, кога го полагав испитот, заклучивме дека во тие некои пресеци на сцени, каде што имаме директен разговор со екипата и со публиката, има доста работи кои се нови, кои се важни да бидат слушнати и од страна на возрастните. Мислам, децата имаат толку многу да кажат на таа тема и е многу здраво да се разменат мислења од различни генерации на тема интернет насилство. Да споменеме екипата, автор на текстот и режисер на представата е твој, ама кој е делот на екипата, од екипата која што работи неуморно веќе на подготовките заедно со тебе и да кажеме како може да се набават картите и на малата сцена на МНТ, така? Така, представата ќе биде на мала сцена во МНТ, значи просторот каде што ќе играме е Македонски народен театар. Продукција на представата е Театар за тебе. Продуцент кој ни работи, ни помага во реализација на истата е Сара Томевска, актери се Марија Јанчевска, која игра Црвенкапа, Хари Михајловски го игра Волкот и бабата и мајката ја играат Марија Кондовска. Јас сум во улога на фасилитатор, нели, ги правам тие пресеци каде што влегуваме во некаква креативна работилница. Представата трае околу час време, во зависност од тоа нели децата колку ќе се инволвираат во. Да прашам, дали е интерактивна? Дали имате интеракција со публиката? Да, има интеракција, има конвенции од Жешко столче, форум театар, состанок метод, тоа се сите интерактивни моменти каде што актерите престануваат со глума и сега е момент публиката да реши некои прашања за да ја помогне на Црвенкапа. Одлично. Сега, она што друго работите во моментов, Театар за тебе, тоа се исто така детски фестивал и работилници кои што ќе се случуваат следниот месец во општина Газибаба. Секоја сабота, почнувајќи од 5 октомври, со почеток во 12 часот, секоја сабота ќе имаме представа или работилница во Театар за тебе. Театар за тебе се наоѓа во Ченто, на улица Максим Први Скопјанец број 29, или познато на мештаните име како Три куќи, така го знаат тоа место. Таму ќе се одвиваат представите, билетот за истите е 150 денари, фестивалска цена, и секој вторник имаме работилници за детско драмско студио од 6 до 8 часот. Овие работилници значи се наменети за дечиња кои што сакаат да се занимаваат со глума, така? Да. За дечиња од 6 години нагоре. Добро. И она што друго подготвувате, тоа е малку
значи погоре да кога ќе ни дојде веќе и зимата, работите на представа која што ќе биде тогаш актуелна околу Дедо Мраз, околу новата година, така? Да, ја работиме Гринч. Гринч е лик кој е веќе многу познат меѓу децата од истоимениот филм. Ќе работиме Гринч за нова година и билетите за сите представи, освен за Црвенкапа, може да се купат на Златен Зап онлайн. Само за Црвенкапа билетите си одат преку Македонски народен театар. Гринч ќе може публиката да ја гледа тековно во месец декември и почетокот на јануари веројатно. Сега, оно што ме интересира мене, претпоставам и нашите гледачи, е дали има интерес, дали има посетеност на овие детски представи и дали одат дечиња или одат и нивните родители. Дали може би се организираат и родендени? Организираме родендени, имаме тим на аниматори кои работат на тие родендени. Секоја сабота во месец октомври сме во ТЗ-та во Ченто, а секоја недела сме во Public Room, во јавна соба. Родителите секако добро дојдени се да присуствуваат и да гледаат, со тоа што карта за нив не се наплаќа. Но секако нема да ги вратиме, мислам доколку сакаат да присуствуваат на работилница или представа, добро дојдени се. Сакаат ли дечињата да глумат, да учествуваат во овие, како кажавте, училиште за драма, за да учат глума? Има таков интерес? Да, секако. Има интерес и за детското драмско студио. Има и голем интерес кога ги правиме интерактивните представи. Децата повеќе сакаат да бидат дел од нешто такво, за да кажат нешто, да бидат дел од актерскиот тим. Тоа има многу поинтересно. И мислам дека се чувствуваат многу важно во тој момент, бидејќи им ја даваме таа можност да се безбедни да го кажат своето мислење и став на одредена тема, која нив ги засега се разбира. Овие работилници се за која возраст? Уште само тоа да напоменеме, за дечиња од која возраст? На 5 ја играме Црвенкапа во ТЗ-та. Таа е за деца, рековме, од 9 нагоре. Сите останати се за деца 4+. Значи од 4 години може веќе да почнат да се занимаваат со глума. Уште еднаш пред да се одјавиме од овде, само да напоменеме представата е на 22 во Македонски народен театар, малата сцена, картите се веќе во продажба? Мислам дека се уште не, но следната недела веќе треба да бидат во продажба. Може да се купат онлайн на линкот на mnt.mk. За сите останати представи, картите се на zlatenzap.mk. И Црвенкапа од TikTok, само за крај, која е пораката што ми ја испраќа и на децата и на родителите. Бидејќи живееме во едно време на дигитализација и секако таа е потребна до некој степен, ама се чини дека малку повеќе ги користат децата овие попаметни телефони, лаптопи, компјутери, како малку да се оттргнат од сето тоа. Кога го правевме истражувањето пред да започнеме со работа на сцена, заклучивме дека децата знаат да ги користат дигиталните алатки, но не се свесни воопшто за ризикот кој го превземаат со себеизложување на социјални мрежи, со снимање тиктокови, со снимање видеа, со допишување со секој втор, и затоа и решивме да направиме оваа представа. Пораката на истата е дека е во ред да се користат сите социјални медиуми, но мораме да ги користиме паметно за да се заштитиме од лошите луѓе на истите. Изабела, благодарам што првото утринско кафе го испи во наше друштво, во друштво на гледачите. Што да кажам за крај, се гледаме на 22 октомври, МНТ, мала сцена, Црвенкапа од TikTok. Ние почитувани, еве овде се одјавуваме од центарот на Скопје, ве враќаме повторно кај Искра во студиото.